Подпредседателката Камала Харис го направи своето прво патување на границата меѓу САД и Мексико, како демократска председателска кандидатка на крајот од минатиот месец. Таа помина покрај зидот изграден во Даглас, Аризона, за време на администрацијата на Барак Обама. Подоцна на предизборен митинг во Даглас, Харис рече дека земјата мора да ја контролира својата граница, но таа исто така повика на подобар начин за легално процесирање на мигрантите. И затоа мора да го реформираме нашиот имиграцијски систем, за да осигураме дека тој работи на уреден начин, дека е хуман и дека ја прави нашата земја посилна. Некои жители на Аризона велат дека имиграцијата е причина поради која гласаат за поранешниот председател Доналд Трамп, кој вети дека ќе биде построг во однос на илегалната имиграција. Немам проблем со легалната имиграција, воопшто не. Но Джейн Дегрезија вели дека оние кои легално преминуваат не припаѓаат на САД. Многу е неправедно кон нашата земја. Тоа е опасно. Во Аризона има повеќе од 4,1 милиона регистрирани гласачи. Околу 35% се регистрирани како републиканци, додека нешто повеќе од 29% се регистрирани како демократи. Околу 34% од гласачите спаѓаат во категоријата други, која ги вклучува независните и оние кои не се усогласени со големите партии. Значи, бројот на независните меѓу избирачите во Аризона навистина расте. Кимбел е председавач со Комисијата за чисти избори за граѓани во Тусон, Аризона. И тој е регистриран како независен гласач. Тој вели дека имиграцијата не е најважното прашање за секого. Републиканците е многу поверојатно да кажат дека главното прашање е имиграцијата. Демократите е многу поверојатно да кажат дека главното прашање е абортусот. Независните имаат поголема веројатност да кажат абортус, но не во огромен број. Аризона е единствената одлучувачка сојузна држава што се граничи со Мексико и која се справи со рекорден број пристигнување на мигранти во 2023 година. На денот кога Харис ја посети границата, Трамп во кампања во Мичиген повторно вети дека ќе ја затвори границата. Ќе ја започнеме најголемата депортација во американската историја. И ние немаме друг избор освен да го направиме тоа. Но овој млад гласач вели дека би сакал да види имиграцијски систем кој не ги одвојува семејствата толку долго. Жално е да се гледа како семејствата се разделуваат. Даниел Гутиерес вели дека неговиот татко е поддржувач на Трамп, додека неговата мајка вели дека ќе гласа за Харис. Значи, слушам од двете страни. А за предстојните председателски избори Гутиерес одлучил да гласа за... Се одлучив за Демократската партија. Додека некои жители на Аризона знаат за кого ќе гласаат во ноември, други повеќе се фокусирани на едноставно привлекување повеќе луѓе на гласање. Јосеф Гарсија е извршен директор на групата Сисавота. Какви и да се прашањата, сакаме тие да бидат информирани гласачи и да се одлучат. За нас навистина зависи од нив како сакаат да гласаат. И овие гласачи би можеле да помогнат во одлуката кој ќе ја освои Белата куќа на 5 ноември.